фабрика на знаење. И на креативност, колешки. На Самочекор сме пред големото финале. Студентите се ставени пред тест колку ќе бидат убедливи во презентацијата на производите и колку тие ќе бидат економски исплатливи и оригинални. Денеска тимовите од А и Б ќе ги презентираат своите деловни решенија и дизајнерски, се разбира, пред менаџерите на фирмите, пред дипломатскиот кор во нашата земја и се разбира пред главниот менаџер на факултетот ФОН. Студентите се пред крај на надпреварот во креативност и знаење, како интеракција од прочитаното во стручната литература, тимската работа, преминувањето на пречките во изведбата на новиот маркетинг план, тие имаат нова презентација пред стручната комисија. Конгломератот на нови модели од автомобили кои имаат одлични квалитетни перформанси, но и софистицирани дизајнерски решенија, само ја зголемува потребата за креативно изразување кај студентите од двата тима Peugeot. Тимот А, кој е поброен, целиот учествува во излагањето на маркетинг планот за Peugeot 308. Дами и господи, од универзитет, но со работа со Евроинвест, со гордост ви ги представувам единствените и незаменливи Тим А. Насловот на целиот проект представува 308 часа движење и емоција. Ништо не е случајно. 308 часа стои за 13 дена, точно пресметани во часови, кога ќе се одвива целиот проект. Значи, целта на овој проект е на иновативен, непосреден начин го доближиме автомобилот до потенцијалните купувачи. А ние планираме овој проект да биде промовиран преку социјалните мрежи, интернет порталите. Зошто флешмоб? Затоа што сакавме да предизвикаме реакција на начин на кој што би реагирал еден припадник на посилниот пол кога би забележал убава девојка или на начин на кој што една припадничка на понежниот пол би реагирала кога би видела добар чифт чевли на некој излог. Сакавме да бидеме забележани, да привлечеме внимание и да оставиме впечаток. Истиот настан ќе биде реализиран во различни градови, односно 8 градови, при што ќе бидат употребени 8 различни возила. Дефинитивно дизајнот има голем удел при целата работа, затоа што работата на дизајнерите е да го визуализираат сето она што е напишано на хартија. Една е книга, тоа што го читате. Ваква можност да работите за време преку реална компанија не се толку самумали зборови. Имало тоа да се седете да го кажете. Се тоа треба се сработи. Истинските проблеми, зашто ги бидат како треба да се сработи. Меѓутоа тоа што го видовме, можам да кажам дека сте многу задоволени честити. Каква кампања направија моите студенти од А за Peugeot 308? Ништо не си видела, а да видиш каква кампања сработија моите од тимот Б за 3008. Тимот Б, чија задача беше Peugeot 3008, имаат кратка и концизна кампања, насочена кон банерите и билборд решенијата. Типографијата е едноставна, со тродимензионален ефект. Има различен колорит во зависност од тоа, значи што е во зависност од пренесувањето на пораката. Користени се црна боја, сива, бела, зелена и сина, секоја на посебен билборд. Зелената боја користевме затоа што ја поврзавме со екологијата, со чистотата. Сината асоцира на квалитет и стручност. Овие пораки значи се обраќаат директно кон интелектот на својата публика. Тие ги предизвикуваат гледачите да ги откријат визуелно софистицираните слики, како би се дошло до поголема сатисфакција, воспоставувајќи посилна емотивна врска со дизајнот или делото, како подобро би го запомниле. Значи ова се билбордите. Нашата замисла е да одат два билборди истовремено, но на различна локација. Значи најпрво оди билборд 1, значи тоа е овој плакат значи на една локација, а потоа на наредниот билборд на неколку метри во зависност од колка е растојанието, оди следниот билборд, ужива и диши чист воздух. Значи со ова порака сакаме да нагласиме позитивната карактеристика на Peugeot 3008. Новиот и современ аеродром Александар Велики во Скопје е сериозен предизвик за студентите кои треба да смислат оригинално решение за зголемување на профитот на аеродромот, но и подобрување на аеродромските услуги со што самите патници ќе бидат позадоволни.
Тимот А има експликација за новите решенија во кои предлагаат виртуелна тура и видеоспот како дел од маркетинг кампањата. Визуелно, значи, да ви прикажам, се конектираме на TAF Wireless Hotspot отворената мрежа. Тоа изгледа како што гледате тука. Сега, откако значи ќе се конектираме на мрежата, пред да добиеме интернет пристап, ние добиваме една логин страна, односно страна за најавување, но како што може да видите на таа страна постои промотивен код. Тој промотивен код значи се генерира по некое време и тој промотивен код може да го искористиме во некој од услужните центри. Дали се сеќаваш на твојата прва играчка? На моментите поминати со твојата фамилија и радост? На твоето испраќање и лицето на твоите најблиски? Твоето прво полетување и безкрајните височини? На бизнис состанокот и можностите на аеродромот? На луѓето што брзаат и оние што мислат на некого? На опуштеното кафе, пред заминување и на заљубените парови во последните мигови од нивната разделба. На оној кој што бара подароци и мисли на сакањето. Оној кој што може да надокнади за заборавеното. На сите испраќања и сите пречекувања. Знаеш дека ќе се вратиш. TAF аеродроми, live, fly and smile. Не е ни битно кој ќе победи. Доста добар процент дека ќе победиме. Бидејќи една слика вреди 1000 зборови. Да го погледнеме филмот. This imposing surface area of the airport is a clear evidence of your profit and marketing functions, but only if you're present there. 16 airplane parking positions give the opportunity for more than 760,000 passengers a year to be acquainted with your production and services. Friendly, have a nice trip. But do you have a passport with you? Одговорите ќе ги видите во нашата работа. Истражувавме 26 компании, ги распределивме во 8 сектори. Со внимателна селекција дојдовме до вистинска комбинација на рекламни позиции дизајнирани како предлог пакет. Секој еден предлог пакет, како што ќе видите во прилог токму преку овие графички прикази, е плод на истражувањето, прво, на факторите кои би ги привлекле компаниите да се рекламираат на аеродромот, како и позициите кои што тие најчесто ги избираат за своја реклама. I mean, I could really, in general, generally spoken, apart from the topics, the way of presentation using multimedia aspects. Бидејќи и успехот и неуспехот се подеднакво убиствени, тимската работа му возможи на секој студент, па и професор, да употреби вистинска мерка на знаењето во овој проект. Овој мегдан извековите уште од Плаушник и Болонја е привилегија на приватните универзитети. Токму затоа, еден студент на фон ќе ви каже дека оваа чаша е полуполна, а не полупразна. Со време студентите се здобија со едно големо искуство, најпрвин да видат како функционираат заедно како тим. Што јас научив некои од тајните на информатичарите, мислам дека и тие навлегува во нашите бизнис стратегии. Има уште нешто што би можеле да додадеме, но сепак тоа е потребно поголема анализа. Кога ќе пораснам, сакам да бидам графички дизајнер. Учењето е нешто што не прави постојано млади и гладни за нови сознанија. Проектот Доживотно учење за вработените во комерцијална банка предизвикува интерес кај студентите кои во текот на истражувањето и изработката на стратегијата беа во контакт со вработените во банката и преку тие разговори успеа да создадат оригинални решенија. Тимот А на коренот и гранките од дрвото како символ на знаење и живот ги сместија главните сегменти на својот проект.
Додека традиционалното сваќање за образованието налага дека ние треба да бидеме натерани да учиме, наш предизвик беше да развиеме еден концепт кој што ќе овозможи да учиме доброволно и за секогаш. И се разбира бидејќи е забавно. Нуди интерактивни содржини кои што се лесно разбирливи и кон кои што лесно се пристапува. Составена од 4 навидоме едноставни чекори. Првиот чекор е само вреднување, каде се очекува менаџерот да направи една критичка оцена на сите оние вештини, способности, знања, јаки и слаби страни кои што ги поседува, користејќи една од многуте алатки за само вреднување поставени на интернет. Формалното образование ќе го започнеме со програмата за стипендирање на Комерцијална банка од страна на ФУН универзитетот, при што ние предлагаме со подеднакво учество на Комерцијална банка и ФУН универзитетот да им се овозможат стипендии на сите заинтересирани вработени во Комерцијална банка кои што би сакале да се стикнат со магистарска диплома токму на нашиот универзитет. Ориентацијскиот тренинг, кој што веќе е во склоп на доживотното учење во Комерцијална банка, представува збир на сите информации и материјали кои што им се потребни на ново вработените членови во Комерцијална банка, како тие би се запознале со начинот на работа на Комерцијална банка и нивните етички кодекси. Со нивното поставување на интернет порталот, тие ќе им бидат постојано достапни доколку во случај треба на вработените да се присетат на нив. Искрени, нашиот приоритет е суштествен и суштини имаше, но и објем. Правни работи ще беа потребни да ги ние како правници да помогнеме во развојот на концептот за доживотно учење. Видели колку креативно ја презентираа својата кампања моите студенти од тимот А. Дрвото го земаа како метафора за знаењето. Значи, погледни добро, Ивана, и види што сработија моите од тимот Б. Цел прирачник се напише. Оваа идеја беше еден дел од повеќе идеи кои што овозможуваат движење низ компанијата, односно како вработените можат да разгледаат различни сектори. Нашите идеи јасно е наведено и во прирачникот и претходно се зборувавме за тоа како може реално и електронски сите идеи да се имплементираат. Тука искористивме еден многу интересен, уникатен концепт на соединување на филозофскиот дел бихевиоризам со електронскиот дел или интернетот и јасно објаснивме како бихевиоризмот делува многу слично и на луѓето како што делувал и во минатото кон животните. Апликацијата за мобилни телефони и како самото доживотно учење, таа е двострана, таа се грижи и за вработените во Комерцијална банка, односно како може да им помогне во работата. Сите имаме посебен дел во целиот проект. Нормално дека има такви студенти кои сакаат да се повеќе истакнат. Тие не користеа многу информатички ресурси, така да не можевме да погледнеме многу што имаат сработено. Ги истакнала двете главни придобивки за студентите вклучени во проектот Фабрика на знаење и тоа можноста своето теоретско знаење да го надградат со практично искуство, работејќи на усовршување на концептот на доживотно учење на Комерцијална банка и секако менторствата од страна на вработените на Комерцијална банка и наставниот кадар на ФОН универзитетот. Како еден пијалак чие име подсетува на еден град, во случајот Струмица, кој со децении е бренд да се освежи во смисла на шише, етикета и маркетинг план. Групата А Грост го прифатија предизвикот за редизајнирање кое ќе носи обележја на градот. Ние создадовме шише со пократка форма, која со по-лесни линии и со тенки задебелувања. Ние се потрудивме да ги искористиме предностите, а во целост да ги елиминираме недостатоците на постојната амбалажа која што се користи, која што ја користат АД Грост и по потрага по најсоодветен и најцелообразна представа на тоа што сакаме ние да го представиме, се потрудивме да го искомбинираме, значи, традиционалното со модерното и урбаното. Црната боја на градот ја земавме како контраст со цел да доловиме еден современ пристап на силуета на град. Соработка со други компании, ние нудиме соработката на Грост Струмица со Жито Струмица, како например акција Струмка кола со круасана и
презентирање на производите во другите земји каде што постојат македонци и каде што би можеле да се продават производите из другите држави. Исто така, за промовирање на брендот, ние понудивме некои нови стратегии со промотивни материјали, капа, мајчки. Многу совесно од нивна страна се дадени и идејните решенија, како за новото шише, така и за етикетите. А моите студенти од тимот Б направија светска кампања. Тимот Б ќе настапи со неколку симплифицирани, минималистички решенија, за кои тврди дека ќе ги привлечат потрошувачите. Дизајнот кој го создадовме е во согласно со сите ликовни елементи и принципи. Тој е на современ начин решено, на современ начин едноставен пристап кој лесно ја пренесува пораката до потрошувачите. Односно, ние целосно ги смеривме претходните логоа кои беа на пилоците, освен логото на Струмка. Меорчињата што ги гледате во секое лого, тие се повторуваат низ целиот концепт и го носат целиот дизајн. Етикетата би била во правоаголна форма и би били испечатени на прозирна хартија, што многу лесно би можело да се аплицира на шишето. Нашата главна задача е исто така да направиме промотивни материјали кои би можело да ги запознаат, да се запознаат потрошувачите со производите подобро и нели да ги привлече. Како например беџови пенкала, чаши, отварачи за шиње и многу други работи. Во супермаркетите, угостителските објекти и во малите продавници би можело да се постават банери со логото на Струмка и останатите пијалоци кои што ги нуди Гроз Струмица и истите би имали улога на рекламни билборди, значи би се закачиле на излози, тенти, ѕидови. Да биде креативна личност, значи да се оствари оптимална состојба на умот. Нашите студенти во проектот Фабрика на знаење, нивниот нематеријален капитал го сообразуваат со материјалните можности, така да почнуваат од една точка која значи појдовност до точката на поставување на тој проект до заинтересираните страни, што значи компаниите кои ги вработуваат нашите студенти. Значи ние не се обидовме на тој начин, значи нас било каков начин да добиеме информации, бидејќи сметавме дека нашата работа е приоритета, не да гледаме што прават другите. Еден од најкомплексните проекти е оживувањето на Охридскиот регион, како природната убавина која ја има овој регион да се искористи што е можно подобро. Тимот А се обидува со неколку оригинални решенија да го подобри туризмот во овој регион. Ова студија која обработивме се базира на два дела, обработена од два дела, од кои првиот дел е проценка на туристички капацитет, вториот дел е мерки и предлози за воспоставување на интегриран туристички развој. Направивме една проценка на моменталната ситуација во сите градови на обработка, кои што сите излегуваат на Охридското езеро. Охрид изобилува со многу модернизирани плажи, исто така и хотелски комплекси и ресторани кои што може да задоволат широк спектар на туристи. Конкретно на планината Галичица за да се изградат спортски центри. Тоа е изградба на наколни живеалишта, организирање на етнофестивал на регионот на Охридското езеро, спроведување бродска линија Струга Охрид Поградец. Кога го поставивме прашањето што да понудиме на пазарот да биде различно од другите, а воедно е профитабилна идеја, се одлучивме за изградба на наколни живеалишта. Колку деловно размислуваат моите студенти од А имаат само 20 години просек. Моите од Б се поконцизни, подобро го познаваат регионот. Студентите од тимот Б направија детална анализа на природните ресурси и нивната искористеност, па преку таа анализа пристапија кон планот за оживување на регионот. Значи, како наше идејно решение, ние ви ја презентираме стратегијата за развој, промоција и поддршка на камп центрите на Охридското крајбрежје. Втората фаза ни беше извршување на свод анализи и тоа на 4 области и тоа инфраструктура, квалитет на живот, образование и економски развој на општините
и значи тука ги истакнавме јаките страни, слабите страни, можностите и заканите кои што можат да се превземат. Главни предизвици при нашата стратегија е да извршиме одржлив економски развој, односно значаен потенцијал на туризмот. Постои можност за организирано ноќно крстарење, како и планинарење по Националниот парк Галичица и планината Јабланица. Во рамките на камповите ќе има и целосно организирана забава, тим, значи организирање водени лудори. И за функционирање на еден камп треба да се направат голем број работи, од кои дел е изградба на бунгалови, модерни спортски терени, простори каде што ќе се одржуваат различните обуки. Треба да се презентира секоја поотделна идеја за развој на камповите и да се етикетира регионот како туристички центар од светски рамки, односно да се создаде бренд. Ние во споредба со конкуренцијата, тоа се угостителските објекти, хотелите, апартманите и слично, нудиме нешто ново, нешто што е многу популарно во светот, а во Македонија не постои. Не би дал тези мислење 20 милиони евра да ги инвестирате, затоа што е верно, бевте сигурни во себе и имате одлична презентација. Тоа немам сознание, ние работевме за нас, тие работеа за нив, немавме никаква комуникација, не знаевме ни дали има тие состаноци или што работат. Тим, значи тимот, сите имате еднакво право, сите еднакво сме ангажирани. Тиквешијата како област е позната по одгледувањето на квалитетно грозје. Од грозјето се добива здравиот гроздов концентрат или маџунот, кој е речиси непознат на пазарот. Токму тоа, маркетингот на непознатиот производ е предизвик за студентите. Тимот А е концентриран на спомен обележјата на градот Кавадарци, како инспирација за оригиналниот дизајн. Во количина во винаријата и се користи за други промоции. Значи првијата година од продажбата би било идеално да се продава по пониска цена, само затоа што би се проширила побарувачката на тој производ. Значи нашата целна група се потрошувачи со средно високи примања. И заради тоа цената на гроздовиот концентрат нема да представува големо оптоварување. Исто така ќе искористиме постоечката позиција на тиквеш на пазарот. Но е нешто што ќе прилега на тиквеш, а тиквеш се наоѓа во Кавадарци. Значи мораме да земеме некој си мотив што доаѓа од Кавадарци. Затоа како инспирација земавме Костурницата, која е споменик на бранителите од НОБ. И доколку се види на самата ограда, стојат илустративни примери од грозје. Деки нели, тиквешко подрачје. Именно се прави така што на самата етикета е транспарентна, а всушност со сито печат се аплицира гроздот, сублого ги нарековме нив, што значи дека на самата етикета од позади и во другите рекламни материјали би стоело, значи лого што најавува дека е производ за спортисти, за бебиња. Дали сме сигурни дали тиквеш маџи на вистинското име или може да беше подобро да се смисли некој бренд. Визуелното решение на дизајнот на шишето на мојот тим бе наликува на француските решенија, Ивана. За почеток ова е логото на нашиот избор за црн маџун, каде што се одлучивме да оди веќе постоечкото лого на тиквеш и исписот во црвена боја. Овде станува збор за црна амбалажа, која што на горниот дел на грлото на шишенцето има црвена фолија, на која што со намалена транспаренција на златни филиграни имаме декоративен елемент. Правивме овие билборди да бидат толку едноставни и минималистички, бидејќи имате само 5 секунди максимум да обрнете внимание на билбордите, дори поминувате со вашиот автомобил поред нив. Од промоциите имаме сталажа за во маркет, која што ќе им помогне на купувачите многу полесно да го најдат маџунот. Се одлучивме да имаме униформи за презентерките, кои што ќе бидат целосно облечени во црно. На предниот дел на кошулата ќе се наоѓа принт со логото и логотипот, исто така на задниот дел на грбот ќе биде многу поголемо, кој што може да биде и вес. Имаше од сите факултети мислења, сите заеднички работевме. Да се насочам кон наука, кон истражување и искрено би сакала да бидам еден ден професор на универзитет. Работката со истоимената компанија пред се можноста за имплементација на теоретското знаење во практиката, развивање на тимските способности на нашите студенти и реално соочување со сите предизвици на македонскиот пазар. Една од најсериозните фабрики за производство на малтери и бои на Балканот, Ренова, како успешен пазарен субјект, има потреба од маркетинг стратегија и нов дизајн на производите.
Студентите од тимот А се обидоа преку имплементација на основните бои да го задоволат вкусот на потрошувачите за овие производи. Како што гледате горе наведеното е старото лого, додека долу е освежувањето на логото, значи пропорционално средени букви во така наречен грид или мрежа. Имавме задача да додадеме име Renault Paint, значи ние го Renault Paint го преименувавме. Значи етикетата е инспирирана од трите животни елементи: оган, воздух, вода, крајно отсликани во форма на капки, трите основни бои кои произлегуваат сите останати бои. Renault Grand претходно, Renault Blue сега, се инспириравме од претекувањето на лепакот. Ова етикета тука на црвената е малтерот и бојата, а другата страна сивата е бетонот. Гледате тука е постерот или билбордот кој ќе биде поставен. Просто речено, значи куќа без фасада е како гола. И затоа одлучивме да ставиме маичката, да облечиме некаста. И сега предлагам да ја гледаме и рекламата која ние ја изработивме. Сите се надополнувавме меѓу себе, тоа беа дискусии чисто. Квадрат проекти Фабрика Editoris, që është projekt tani më me një përvojë të shkurtër të themi që ka filluar të aplikohet prej vitit të kaluar, studentët tanë kanë një mundësi reale ku njohuritë e tyre të nxëna gjatë periudhës së studimeve të mund konkretisht të aplikojnë gjatë punimit të një detyre konkrete me ndërmarrjet konkrete. Студентите од тимот Б, преку минимализмот во дизајнот, ја обликуваа својата етикета. Една од нашите задачи беше целосно да го осмислиме новото име на овој производ. И наша основна идеја, значи, поедовна точка беше самото име на производот да асоцира на основните карактеристики, односно на карактерот на самиот производ. Па со оглед на тоа дека станува збор за течни малтери, го избравме името Renault Fluo. Значи зборчето Fluo потекнува зборот fluid и самото асоцира дека станува збор за нешто што се наоѓа во течна агрегатна состојба, нели во случајот течен малтер. И тие се стилизирани да изгледаат како распрскани за визуелно да асоцираат дека станува збор за течен малтер, кој што нели може да биде во повеќе бои. Значи во оваа етикета всушност имаме широк спектар на бои кои што се модифицирани на тој начин што ги представуваат сите оние територии на државите каде што Ренова има свои представништва. Значи сега мини кофичка ќе содржи флаер, ќе содржи CD со рекламен спот за новиот производ, запалка и пенкала. И сега на чисто така изработивме и рекламен спот за конкретната етикета. Ние да видиме и со вашето ръководство да допуштиме некого пред финалето, да може да ги средат овие вашите проекти, за да видим во финалето нешто по-комплицирано. Се допаѓаше целата организација, целата посветеност на нашиот тим со оглед на тоа дека сме четворица. Комплетно бевме посветени, се разбиравме, беа извршувани сите задачи. Имаме по-агресивно учество на пазарот, да изнајдеме најразлична маркетинг стратегија. Како и да е, ова е крајот на ова денешно издание пред големото финале. Во секој случај ќе видиме како ќе се покажат во креативност нашите студенти во следната емисија.